Еве сме во уште едно издание на Равенка за успех и денеска ќе имаме гостинка која е добро позната на нашата јавност, која секогаш е така мила кога ќе се појави на екраните и буди позитивни емоции, барем јас од страна кога го гледам така ја доживувам, а верувам и многу други, затоа што гледам дека е баш доста ангажирана и застапена. И ќе ви ја представам веднаш на почетокот. Викторија Лоба е тука во студиото на Равенка за успех, во нашето ново студио. Како ти се свиѓа? Прекрасно е студиото, прекрасно си и ти благодарам многу на поканата. Фала ти, Викторија. Одамна се немаме видено вака од оваа страна на камерите. Мислам дека не знам колку години помина, многу години помина, не знам зашто не се случила некоја прилика, ете. Меѓутоа секогаш сум го имала на истото мислење дека си секогаш пријатна, отворена за разговор и немаш проблем со она кога се договараме да ми кажуваш не ме прашувај тоа или не ме прашувај некакви ограничувања, не правиш, што е добро, нели? Кога е јавна личност праша. Секој има право да праша и секој има право да не одговори. да не. Ако сака, добро. И тоа е, се разбира. Ево, мислам дека ќе имаме прекрасни прашања вечерва, така да нема простор за за сомнеш и за одбегнување на прашањата. Па јас се трудам да тоа биде на некој ниво каде што човек сам ќе посака да сподели со јавноста она што е интересно за него. Мислам дека добро те угостивме. Ете ти, ова е бадал бајадера. Стефта, не знам од што прво да почнам. Има време, сега е време, за јачот се ќе проба. Таман ќе имаш време. Бајадерчето ни е тука. Бајадерче може. Да. Бадал бајадера, еве го имаме тука, се е пијалок кој многу добро може да ви се вклопи за некоја слава, за некој настан, како подарок е многу убаво запакуван и во едно имате и бајадера како бомбонjera и пијалок ликер бадал бајадера. Навистина е привкусен и на здравје. На здравје. На здравје. Викторија, ќе почнам за кога би сакала во Равенка за успех да ги кажеш своите формули, својот начин, својата Равенка, како стигнуваш до се она што го постигнуваш до денес. Дојде на свој 8 години од Русија, си народена во Русија, таму живееше првите 8 години и дојде тука во Македонија како мало детенце. Прво, тој момент, како ја надмина таа разлика, со оглед на тоа дека и мајка ти е русинка, така? Да. Што беше поводот за да дојдете тука? Па мајка ми доби договор за работа во Македонија и се одлучи дека ќе го прифати, ќе живееме тука, нели? Добро. Секогаш нови предизвици за силни жени се така да мајка ми е баш смела, храбра жена и реши да се преселиме во прекрасна Македонија. Воопшто немам зажалено што дојдов тука. Така да знаем дека ете мојата звезда е некаде под ова небо. Така излезе и на крај. Баш убаво. Кога дојде тука, имаше ли таа јазична бариера, малку вклопување во менталитетот? Имаше ли период на адаптација или лесно се вклопи? Да, имаше секако период на адаптација со тоа што прво одделение тргнав во Русија и таму школата е многу напредната. Значи веќе пред да се запишеме на школа знаеме и да собираме, да дури множењата. Сите тие математички операции пред време. Порано, да. Во прво одделение учиш веќе странски јазик, значи тоа е многу некако понапредно кога дојдов во Македонија и тука успеав да се снајдам, иако паузирав една година со школа и се вратив една година наназад. Многу лесно се снајдов. Децата лесно се снаоѓаат, мислам. Да, полесно е да се прилагодиш во таа возраст. Најголемата поддршка ми беа другарчињата и филмовите кои што ги гледавме со титлите. Самото читање на титли ми помогна што полесно да ги разбирам македонските зборови, сепак словенска азбука тука Има голема разлика. Па нема голема разлика, да. И ми беа интересни некои зборови кои што имаат различно значење. Да, исти се. Исти зборови, меѓутоа различно значење, како вредна. Во Русија вредна, ако ќе кажеш, значи дека е пргава, дека не така малце како злобна, како пргава. Да, а кај нас, кој ќе ми кажа многу си вредна, јас викам комплимент по луѓето, вика тоа е комплимент дека сум нели вредна особа и така. Добро, убаво. Сепак она што ми останало од Русија, од
тоа прво одделение, од сето тоа воспитување од баба ми, е дисциплината. Сите твои роднини останаа таму? Па да, они Нема никој што дојде со вас, нели баба? не, Некој- јас и мајка. Само ти и мајка ти. Да. Браво, храбар чекорна ви Та сте. инаку, мислам, имам роднини низ цела Русија, најмногу имам во Белорусија. Тотално, таму во Минск. Имам сестра на мојата баба и така. Тетки, така. Патуваш често таму? Не патувам често. Еве, за жал, мислам дека ќе се поправам, ќе патувам повеќе, баш ме сакала во скоро време да ги видам. Да. И твојот татко е таму? Да, сите се таму. Сите се таму. Имаш контакт со него, комуницираш, со оглед на тоа дека си многу блиска со мајка ти. Дали, имаш таа потреба и кога дојде, дали ти недостасуваше таа машка фигура во животот? Не можам да кажам дека ми недостасувало толку многу, затоа што и додека живеев во Русија, немав премногу блиска комуникација со мојот татко. Он се прежени и мојата мајка исто така се премажи. Со тоа што мојот очов ми беше навистина прекрасен татко и ми даде многу големо внимание како на дете. Не, мислам, во ниеден момент не чувствував дека нешто ми фали. Дека не е биолошкиот Да, татко, да. Навистина многу емотивна конекција со него како дете, така да не можам да се пожалам. Тоа е супер. Значи, она што често пати знаеме да го кажеме, дека не е важно кој е биолошкиот родител, битно е кој те воспитува и кој ти дава љубов. И важно е да имаш таа и машка и женска фигура, за да го имаш оној пример пред себе и подршка. Тоа е пожелно. Тоа е Пожелно, да. за децата додека се нели во таа рана фаза на созревање, да имаат поради нели емотивната стабилност. Многу од малину започна со музиката. Мислам дека започна твојата кариера со детската Евровизија, представуваше Македонија на детска Евровизија, заедно со уште една девојче Марија во Марија Арсовска. така. И како дојде до тој момент, како си го откри талентот, кој ти го откри талентот, како испадна таа приказна? Па не знам, ако кажам дека потекна од музичко семејство, нема да лажам, затоа што мајка ми и татко ми се запознаа всушност во бенд и на многу интервјуа го имам кажувано. Така нивната љубов прерасна и во брак и јас се родев од тој брак. Така да музиката од секогаш сум ја сакала и некако ми е во гените, но не сум размислувала дека конкретно нешто ќе се занимавам со музика и многу бев малачка во тој период. Меѓутоа ме влечеа хорчиња, сакав така да пеам, да бидам со други другарки, да се дружиме, да сме во група, така да музицираме. И случајно тргнавме на една аудиција која што мислевме дека е со другарките, тргнавме на една аудиција која што мислевме дека е за хор, меѓутоа излезе дека е за прва детска Евровизија. Значи јас не знаев такво нешто дека постои, тогаш дознав. Ги поминав сите 3-4 круга колку имаше тогаш и ето на мајка ми се јавија на тогаш фиксен телефон да ја кажам дека ќерка ти ќе оди на детска Евровизија и Баш случајно. И да, и девојче исто така што ги помина сите кругови, ќе ги споиме, ќе им направиме дует, ќе ја представам Македонија во Данска Копенхаген, тоа беше 2003 година. И освоивте нека значајно место? 12-то место бевме, меѓутоа не се сеќавам, не беа премногу, околу 20-на, не знам, 20 така нешто места, 20 држави, така нешто не ми текнува. Не се сеќавам точно, меѓутоа знам дека другите дечни од другите држави ја пеа нашата песна на наш македонски јазик и тоа ни беше многу драго. Така, мислам, не се случуваше за сите земји, нашата песна баш им беше звучна и ја пеа. Баш убаво. После тоа продолжи со фестивалите, заврши средно музичко училиште, го соло пеење, баш си го надградуваш и си го гласот го усовршуваш. И се уште. Тоа секогаш кај истата професорка. Свари, Сандра, да. Баш имав еден прекрасен концерт, тоест два прекрасни концерти, каде што морав малку повеќе буквално да се покажам и земав неколку часа за да се
подобрам, да повежбам, да бидам постабилна, да се присетам на тие оперски води кои што ги пливав во средната школа. Така да и сакам тоа да ми продолжи како пракса една, да си доаѓам по времена на часови, многу ми прија. Затоа што не знам. А потребно ли е реално така да се Секако е потребно. надградуваш? Имаш ли нешто што постојано го вежбаш, го учиш? Во техниките зборувам. Вежбањето, како што кажав, вежбањето и дисциплината е многу важна. Тоа го научив, тоа ми го пренесе и мојата баба и мојата прва професорка по солопење, Звезда Дамовска. Таа ми каже, Пиле, значи талентот е само 5%, 95% е работа. Значи дисциплина и вежбање. Вежбање, секогаш што ми го кажуваше, practice. И тоа така ми остана. Јас дури кога не посетувам часови по солопење, си се распевам во кола додека одам на концерт. Значи тоа многу редовно го правам, тоа ми го подобрува вокалот и така си правам како еден мало загревање, да кажам. Супер, вака доста беше активна по фестивалите и доста награди имаш. Едно време мисля дека и Бубамара доби за откритие на годината на тој вистина настан кој го следат, баш го следиме сите со години наназад. Не почитуваме и сега. Да, баш има некоја тежина таа Бубамара. Како ги доживуваш наградите? Репер ли ти се за нешто? Ти даваат ли дополнителен мотив? Секако дека се убави, зашто да не, тоа би било така како едно убаво искуство, дека твојата работа е вреднувана, дека како една потврда, да кажеме. Меѓутоа сепак најголемата награда ми се добрите коментари од публиката. Тие ги вреднувам најмногу. И самиот факт дека навистина многу често пеам, многу често работам, тоа си кажува се за себе, дека вреднувам и дека им се допаѓа она што го правам и таа енергија што сакам да ја пренесам допира до публиката. Интересно е дека сега веќе во денешно време не е како претходно кога имаше неколку телевизии, па колку ќе те викнат често, па нема те викнат, па дали ќе биде вртена песната, па дали нема да вртена по радиостаници. Сега е многу поедноставно, многу лесно е да се забележи колку е нешто слушано. Не би се сложила со тебе. Не? Не. Од една страна да, меѓутоа порано имавме македонска телевизија и уште 2-3 телевизии и знаеш дека тие се тие и тие имаат прайм тајм, влегуваш во тој прайм тајм и стануваш звезда буквално. Мислам, тоа зависи од тебе дали го поседуваш сето тоа внатре во себе си за да станеш звезда. Меѓутоа вниманието ќе го добиеш сигурно. А сега имаме и премногу телевизии, премногу други различни платформи и премногу таленти, со тоа што треба премногу да се избориш. За да можеби квантитетот на информации постои во моментов, така да. Да, има поголем квантитет, поголем наплив, ама по друга страна треба навистина да се издвоиш. Не е реперот како нели некој уредник или некој музички уредник ќе ги одбере работите од некоја лична перспектива, него едноставно си на отворен пазар, па луѓето имаат избор. Сега со оглед на тоа дека нели од премногу информации некогаш застрануваш, паѓаш некоја можеби правец кој не е толку актуелен, ама од друга страна па можеш да испливаш на површина со својот квалитет. Буквално така, преку ноќ со едно видео. Сега ти си доста и активна во тие води, во социјалните мрежи и покрај музиката, инфлуенсерството ти е јака страна, гледам. Од што задоволство ми е, исто како и музиката, не знам, таков човек сум, сакам да работам се од задоволство. Меѓутоа секогаш чувствувам голема одговорност кон тоа што го работам и сакам да го испорачам тоа на вистински начин, но секогаш одбирам брендови со кои што моите вредности соодветствуваат, така да тоа Значи ги селектираш. Има ли некогаш некако сам да си се селектира? Да, некако природно доаѓа таа селекција и веќе луѓето, компаниите знаат дека јас им одговарам како представник на нивниот продукт или бренд, или не им одговарам, така. Мислам, тоа веќе толку природно доаѓа. Добро, ако некогаш некој бренд тебе ти понуди соработка, а според тебе тоа не
доволно примамливо или добро, го одбиваш? Да, секако. Да. Да. Имаш многу интересни рилови. Сега баш те прашав и пред да почнеме со снимањето, како ги работиш, дали кој ги осмислува, затоа што си ти има така некоја кратка приказна, не се пренаметливи, а се многу народни, да кажам, и допираат едноставно. Јас ги правам сценаријата и прво мора јас да се изнасмеам на тоа што сум го напишала. Мислам, тоа ми е како еден репер, ако мене ми се допаѓа, зашто сум самокритична, можам да кажам дека си се тепам малце повеќе. Сакам прво мене да ме изнасме и сакам да вметнувам хумор, тоа да биде така и вкусно, да биде интересно, за да има зошто да го гледаат. Сепак, мислам, во денешно време имаме доволно тешки работи, доволно трагедии, па еве малку фокусот да не биде на нешто поубаво. Добро, ти се испрба во еден период и во актерството. Имаше улога во Лолита како главна улога. И тоа е сериозна задача, значи главна улога во драмски театар. Да. Како си задоволна од тоа? Па, Од каде излезе таа соработка? јас одев во детско драмско. Ти бе сегде си дала браво. Чи како успеа све? Не знам, ја вака за нешно време кога ги гледам мајта, како ги носат децата на сцена или на хенц, ги носат на балет, на пење, на не знам, на клавир, на јазици, на сит. Што ќе изненадиш, се уште кушарка ја почнеш да Леле, па јас ништо нигде не сум била. Мислам така си правам бајрамувачето се вика. Ама кога ќе се сетам, стварно сум идела и сум вежбала ракомет, многу сакав фудбал да вежбам, не ме пушти мајка ми. Бев на детско драмско, идев по сите хорчења, да. И нормално и јазици и сето тоа. На детско драмско ми беше најубавиот период од мојот живот, затоа што толку безгрижен и креативен период, на секој дете му посакам да си го помине. Од детско драмско не една од вежбите, да кажеме, ни дојде режисерот кој што беше на Лолита и Оливер. И вика, јас би сакал Викторија да глуми, така натаму. Значи на турчике, дали сум спремна, викам, ќе бидам спремна, ќе научам сето тоа. Знаеш, со Микич ќе бидеш во главна улога, знаеш, ќе мора да се баците, може би, капа добро сега ние. Сето тоа е сценски, сето тоа е така невино, како што беше, нели, Лолита, невина. Така да го прифатив, ми беше убаво искуство и работев со вистински професионалци. Тоа така ми даде еден убав елан во животот, дека еве јас чим на толку малин години сум го поминала тоа, па сега ова инфлуенсерство и сите тие рилови се за мене боза. Да, во глума зборам. Да. Затоа што да глумиш во драмски театар на мала сцена, малата сцена е многу поинтимна. Публиката ти е тука. И немаш простор за утка. Значи, мораш да си ти вистинскиот, како што вика Станиславски, да го живееш ликот, не да глумиш. Баш го живееш ликот. И веројатно и самата реакција е многу ја чувствуваш вибрацијата од публиката. Тоа прави некоја дополнителна трема. Да. Тоа е... Еве, кој знае, кој застанал од оваа страна на сцената, знае колку возбудливо е тоа искуство и колку е, не знам, прекрасно. Интересно, не те привлече да продолжиш со актерството? Не ме привлече, повеќе музиката ме привлече, затоа што па да кажам, не е некој булинг, меѓутоа се стекнав со некои така лоши комуникации во моја страна и некако тоа ме оддалечи. Музиката ми беше многу поневина и чиста и поконкретна и појасна. Не знам, тука многу години професионално имам вложено и сепак сакам тоа да биде мојот примерен пат. Колку сега имаш настапи, не знам, баш не следам многу знам дека беше актуелно и по градски локали каде што настапуваше. Дали сега имаш така редовни свирки или... Не, моментално не настапувам. Немам настапи од јавен карактер, а имам многу корпоративни забави, сега пред новогодишни забави за фирми, на свадби исто така настапувам, тоа ми е една посебна честица.
Но моментално не сум присутна на јавната сцена, чекам убав момент за да направам еден убав мини концерт. Помислам дека стварно до сега си немала концерт? Свој личен, самостоен? Самостоен не. Па време ти е. Па да, меѓутоа сакам Време ти е, може и со некој повод. музички материјал за да имам нешто на вистина ново и да изненадам публиката на еден поинаков начин и да го искористам тој момент. Сега скоро изведи некоја нова песна. Да, во декември. И задоволна ли си од како е присутна? Да, јас ја сакам многу Бумеранг. Бумеранг е една песна со длабоки чувства. Со Лаза многу брзо ја создадовме, меѓутоа има вистинска тежина. Музичарите, критиката од музичарите многу ми значи, ми дадоа една позитивна критика дека музички е одлична. Има подсетува, има моменти на Massive Attack, се тоа што јас го сакам. Меѓутоа спакувано во лоба варијанта. И затоа сум многу благодарна на Лаза, затоа што секогаш го пронаоѓа на вистинското огледало музичко за мене и го пренесува во звук. Си имаш стандарден тим со кој работиш за музика или пак не експериментираш? Јас работам со повеќе композитори, последно време со Лаза затоа што ета никако се кликаме. Кликна соработката. Дури беше на време и дел од бенд кој свири бразилска... Тоа беше Сарово искуство со јавните настапи. Да. Да, Тумбал Салса бенд, бев лид вокал таму. И работев со... И тоа можеше да го супер професионалци, мислам, сум луѓе бевме во бендот и сите беа феноменални, кој од кој. Такви делириуми ни се случува за време на настапите. Тоа беше бенд, мислам се уште е, меѓутоа јас додека бев во него имав чувство дека е баш така вселенски бенд. Прекрасна музика свиравме и многу подковани музичари кои што знаеш кога си голем професионалец, веќе си даваш простор да импровизираш и тоа те носи во една друга вселена. Да, те отвара уште толку. Од музиката пака приватно, што си слушаш? Што е она што ти е твој жанр кој те влече? Не слушам секаква музика, се интересирам за различни жанрови, меѓутоа многу слушам руска музика и последно време слушам многу инди рок. Тоа ме привлекува, рокот секогаш ме привлекувал и повеќе работам на вметнување такви рокерски елементи, затоа што се сметам веќе за зрела и мојот темперамент тоа го дозволува да внесам малку поп-рок варијант. Може така. Како ја гледаш македонската музичка сцена? Македонската музика... Дали мислиш дека е добра, дека добро функционира, што недостасува на нашата сцена? Ете така едно видување од некој кој е директно инволвиран во тоа и кој... Нам ни недостасува соработка на искуство. Нам ни недостасува соработка и заеднички емисии каде што би можеле да заедно се дружиме, да твориме, да комуницираме, да го пренесуваме тоа на јавност, не фалат шоу, не фали таа комуникација со публика. Значи не можеме само преку социјалните мрежи тоа да го постигнеме. Тоа не фали. Знам дека во сите држави во светот тоа е на високо ниво. Ние за жал немаме толку многу емисии. Да, нема музички шоу. Нема, да. А со колегите комуницираш, се дружиш, со кој од колегите си во најдобар однос? Со сите сум во одличен однос. Со сите ги почитувам многу и ги сакам. Супер. Да. Антонија, ајде малце на твојот приватен план. Значи многу си. Што ти реков Антонија? А знаеш дека и преска случајно некако така ве помеша. Имаш долгогодишна врска која во 2022 се круница со брак и така да Викторија е личност која е посветена години наназад на својот партнер, а веројатно и тој ти е голема подршка за се ова што го правиш толку време, пошто за да бидеш толку ангажирана и толку да работиш треба некој да ти дава ветер во грб. Па
Би кажала дека јас сум си најголема поддршка во мојот живот, Да. општо за се, да, се ова малце терапевтски. Добро. Да, дури лайф коуч, како една, како да кажам. Од премногу мален ноза станав одговорна за многу работи во мојот живот и се уште сум така хиперодговорна за се и настапувам многу силно, многу одлучно за многу работи. И тоа е тоа поради што сум денес. Викторија Лоба, да кажам, како еден идентитет. Добрата работа за партнерот е што не ми одмага, а за поддршката морам да кажам дека јас сум си најголема поддршка. Добро, во со оглед на тоа дека ајде толку години сте заедно, има ли доперни точки вашите професии, имаат ли нешто на дополнувања? Го прашуваш ли за одредени мислења? Не знам. Како за комуникација нормално е да не минам да се дискутира, и одлично е тоа, треба да за секогаш, за се треба да има разговор. Како што ти кажав, премногу сум, можеби сум своја глава и доста се сакам сама да одлучувам. Ако барам совет, барам од стручни лица и во таа област која што ми е, нели, ако се работи за музика, барам совет од композитор и така натаму. Од мојот маж би побарал совет каква манча сака денеска да јаде и тоа е. Да, готвиш? Да, секако. Стварно. Гледам дека сега во некој од твоите рилови го уредуваш домот и нов дом. Предпоставувам дека фокус имаш и на кујната и на тоа што го правиш. Конечно имам кујна како што ја од секогаш сум посакувала, значи со висина која што мене ми одговара, се уште не е завршена, ми треба еден остров мал, меѓутоа е баш таква како што сакам. Секојдневно успеваш да стигнеш да готвиш? Не готвам секојдневно, меѓутоа кога го правам тоа често е и е така еден ритуал љубавен. Јас обожавам да готвам, мислам тоа ми е така баш еден момент на релаксација. Што ти е друго релаксација? Со оглед на тоа дека доста работиш, не знам колку имаш време за релаксација. Спиењето ми е релаксација. Не рече дека си легнеш во 9 сат. Па не во 9, меѓутоа да, след 10 сум веќе кома и мислам дека Не во 9, во 9 типот. се зозима Да. исполнетиот ден кој што секојдневно ми се случува да имам премногу обврски, едноставно се при крајот на денот веќе 8, 9, 10, тоа Се одјавуваш. се одјавам пополека, да. Со еден чај. А што е она што еве ти е некој задоволство кога сакаш да избегаш од секојдневието, кога сакаш да се тргнеш од секојдневните обврски, одговорности, или ти си толку воркохолик што не ти треба да се Знаеш тргнеш? како сум се фатила на моменти дека кога ќе одам на одмор, ја повеќе од 5 дена не можам да издржам нешто да не правам. Тоа ми е малце мана. Стварно сум, навистина сум воркохолик, не е убаво тоа. Ама така веќе мозокот ми функционира да морам нешто да правам, за жал. Да бидеш нонстоп ангажиран. Меѓутоа ме исполнува тоа. Не можам да кажам дека не ме исполнува, дека ми е терат некој. Не, задоволство ми е. Дисциплина, работа. Задоволство ми е, убаво ми е така да. Супер. Дури ми замеруваат најблиските зашто сите ги терам да работат нешто. Да? Така војнички ги строиш? Да. И по дома си такво? Па сум. Има добра лаутра мојна машти. Не, уживај, тој си работи. Да? Добро, значи вие сте си се погодиле, па сигурно чим толку време функционирате заедно, мора тоа да се погоди да биде синхронизирано. Не знам, некаде прочитав дека најомилено ти е првото кафе со мајка ти. И колку си блиска со твојата мајка, со оглед на тоа дека и таа изгледа многу младолико и дека буквално како сестри си личите. Благодарам на комплимент. Премногу сме блиски. Најблискиот човек на светот ми е таа. Да, премногу ја сакам. Мислам, мајка, една е мајка. Една е мајка. Што би кажала за неја, за животот и поминат до сега, каква поддршка, во кои моменти сте имале ли несигурности со на тоа дека сте сами,
па нели оние борби животни. Има ли некои моменти кои Животот премногу, да. биле падови, па кои би ги издвоила како нешто што си го надминала? Да, имавме многу ситуации ситуации кои што ни беа предизвик по животот, но не знам зошто секогаш сум имала некаде позади мисла дека ете ова ќе го пребродиме и се ќе биде во ред. И така е на крај. Меѓутоа не можам да кажам дека не сме поминале трнлив пат. Стварно беше трнлив. Во друга држава имаше предизвици многу. Конкретно нема да зборам нормално, меѓутоа да. Да, и тоа е тоа што ме изгради мене како личност и сум благодарна на тие искуства зашто. Секогаш треба да пловиме против течението за да станеме посилни. Ако сме во комфортна зона, ништо нема да се смени. Нема да напредуваме, да еволуираме. Да, сигурно дека е така. Интересно дека ете, имаш ли ти некоја собствена формула? Кога велиме дека има некоја равенка за успех, секој човек има некаква собствена равенка. Како ги поставува работите за да стигне до некоја цел, или па кога е во некоја незавидна позиција или ситуација, на кој начин тоа го надминува. Некој преку верата, некој преку спортот, некој преку најблискиот пријател, не знам, секој на различен начин. Што би кажала, што е типично и карактеристично за тебе кога ќе се најдеш во неволја или кога ќе се најдеш во некоја непријатна ситуација или во некој неуспех животен? Ако си имала таков, не знам. Да, така. Благодарноста е она што си го чувам длабоко во срцето секогаш. Благодарна сум на сите мои животни искуства и на сето тоа што го имам денеска. При тешки ситуации секогаш знам дека има личности на кои што има многу потешко од мене. И секогаш така ги доживувам дека не навлагам во жртва, не навлагам во таа улога, никогаш не сум навлагала и страшно се иритирам од луѓе кои што сакаат да влегуваат во жртва, меѓутоа си имаат избор, може тој пат да го изминат, нели да живеат таков живот, па да сватат на крај дека сето тоа е илузија и дека треба да бидеме благодарни на тоа што го имаме, тоа што сме го постигнале, на луѓето кои што не обкружуваат, и на трнливите патишта во животот и на неуспесите, ако така може да се каже, затоа што ја не викам неуспех, сето е школо. И дисциплина, тоа е равенка за успех за мене. Благодарноста и дисциплината. Добро, да се огледна дека еве на ова твое животно искуство резултатите се позитивни, веројатно имаш добра равенка. Мислам, до сега од она што може да се види на екраните. Никој не знае како изгледа некој човек и како му е во душата позади тоа. Ти секогаш делуваш многу насмеано, делуваш многу среќна и исполнето, така зрачиш. Сега дали е тоа така и дали тоа така го доживуваш? Углавном е така. Ми избега мислата, ништо сакав да те кажам, многу сакав да те прекинам, ама не сакав така да ми упаднеш во збор. Да. Дали е се така како што изгледа? Значи, она насмеано Тоа лице? сакав да кажам. Значи, равенка за успех е да си го одржиш психичкото здравје. Затоа што можеш, човек ако се замисли цел, секоја цел може да се оствари. Значи, буквално ја даваш таму енергијата, ги правиш сите можни чекори кои што се потребни за таа цел да се оствари, да ти ќе ја оствариш. Но кој е тој данокот кој што отпосле, нели, си го зема целта. Многу е важно да си го задржиш добро психичко здравје, да си стабилен и да бидеш среќен. Да најдеш начин во малите работи можеби да се радуваш и да И во мали и во големи. поводи за повеќе да се фокусираш на позитивните работи. Знаеш, никогаш целта не ги оправдува средствата, како што е велот, нели, целта ги оправдува средства. Никогаш не ги оправдува. Затоа некои висини можеби не сум сакала да ги достигнам затоа што сум знаела што носи тоа позадина. И така сум направила неколку одлуки во животот, да не се преселам во друга земја,
после Македонија и така натаму. И ета тие мои одлуки мислам дека многу рационално сум ги направила. Си имала ли некакви такви животни можности кои си ги Да, секако. не си ги прифатила? Да, имав. Уште од мал. Поврзани со музиката? Да. Со музиката, со студирање, со Америка, со Турција, со европски држави, меѓутоа не знам зошто и тоа сум мислела дека Си ја одбра Македонија како најубава. јас сум за тука. Тука се чувствувам јас. И ми се допаѓа што сум Тоа што за си. тој пат тука, да. Ајде за плановите. Имаш ли планови? Креираш ли визија за понатаму? Еве до сега тоа го правиш. Некој вика, Успешно како се го правиш, ако меѓутоа сакаш да го насмееш Господ, прави планови, така вика. да. Имам секако планови, имам повеќе би кажала цели. И секојдневно одам чекар по чекар кон тие цели. Меѓутоа се многу реални, поврзани се со музиката и ета по полека одиме кон нив. Имав една голема цел да создадам бенд во кој што ќе бидеме едно семејство. И таа цел ми се оствари пред колку веќе 12-13 години. Сум со истиот бенд, со истите луѓе. Они ми се мојата фамилија, моје семејство. Јас ги обожавам сите и сум пресрекна и благодарна што токму тие личности се заедно со мене толку долго време. Сора не знаев дека толку баш долго функционираат. Да, тоа ми беше некако, не знам, многу голема желба имав и ете тоа ми се оствари, меѓутоа сепак тоа доаѓа со работа. Добри компромис, нели? Кога се повеќе луѓе треба да си има компромис. Не, тоа, знаеш како кога има љубов и разбирање, има компромис за се. Ме разбираш и така. Тоа е една таква голема музичка желба што ми беше да ми се реализира и се уште сум благодарна на тоа што сме сите заедно, да. Затоа што не знам, јас некако се поврзувам со луѓето со кои што работам. Мене луѓето не ми се само соработници, семејство ми се, да кажеме Даре со кој што снимаме постојано, Антонио со кој што ги правиме фотосесиите, сите дечки од бендот. Исто така седнуваме во студио. Гледам дека се врзуваш за луѓето. Заеднички песни со бендот. Затоа ти кажувам, следи нешто повеќе, меѓутоа не сакам да откривам сега карти, не да се правам премногу таинствена, туку ете да не кобам, да речеме, да не сум малер. Најверојатно, нели, од досегашно искуство се врзуваш доста за луѓето и гледам дека тимот што си работиш го одржуваш со години, врската да траеше со години, значи баш така знаеш да ги усогласиш односите со луѓето околу тебе. Не бе, кога вистинските луѓе се околу тебе, тоа е тоа. Да. Супер. Баш онака, да кажам, во разговоров со тебе имам чувство дека добро знаеш и многу свесно чекориш по твојот пат. Сега, пак ќе кажам, може би така зрачиш, може би така е, ама до сега она што го правиш, мислам дека не правиш преголеми чекори, но сите се многу стабилни. Па да, види, вага сум во хороскоп, цело време балансирам, меѓутоа не би кажала дека тоа е до хороскопот, туку е до мојата карактерна особина. Јас не сакам многу големи успони и падови. И некако држам баланс, не сум драматична личност, не сакам скандали, не сакам екстреми и не сакам па ни многу дури не со изгледот да експериментирам. Не, само што сакам да ти кажам, Ово со шишките ми е како голема брома. Ама супер, да. Да, сигурно сум забележала дека и не експериментираш многу со облеката, дека не се шминкаш пренападно, дека не сакаш да имаш нешто што е многу впечатливо, дека у принцип што по натурал тоа добро, и таква и твојата Одраз на мојата внатрешна природа, веројатно. Да. Инаку знам и да глумам идентитети, да влезам во некоја улога на сцена и тоа го доживувам како вид на представа, да кажеме. Да, ми се случувале моменти кога ќе сум малце дезориентирана и кога ќе застанам на сцена како да добивам некој друг
лик. Како да некоја друга личност, некој алтер его се буди од мене и повеќе не знам ја што е тоа несигурност, не знам ја што е тоа Веројатно тоа го имаат сите луѓе пред камерите. Па можеби да. Меѓутоа не знам, тоа е толку силно во мене и изразито што еве баш сум затоа и на луѓето секогаш Ја баш имав да, ја баш имав едно искуство и тоа често пати знам да го искоментирам, кога ќе се упалат рефлекторите, имаш некоја друга концентрација, фокус, дури нешто да те боли, не те боли во тој момент. Да. Ми се случи да бидам болна во една емисија порано што ја водев во живо и цела ноќ болна, цело сабајле, цело утро, како влегов во студио, тие 2 сати буквално не ми беше ништо. Како заврши емисијата, пак бе болна. Како е можно тој механизам во мозокот, едноставно во тој момент ти кликнува нешто и она што ти го кажа е навистина стила и сигурно. одговорност Одговорноста, да. Тогаш во тој момент за све забораваш, само се да биде како што треба. Тогаш знаеш дека си многу посилна од тоа што мислиш дека Да. Тоа е силата е во умот, во мислата. го имаме во себе си тоа, само треба да го разбудиме. Дали текне што Да. Во однос на инфлуенсерството, како гледаш на сите овие начини на кои се презентира, се функционира на социјалните медиуми? Мислиш ли дека се буквално сите критериуми се нарушија, дека не е веќе она да се знае што е медиокритет, што се зборува, како се настапува? Сега има тотална слобода и да, и колку е тоа. Ти интересно си, ајде, на таа страна рече против алкохолот, против цигарите, беше и во една кампања на владата против злоупотреба на дрогата, така. Значи си човек кој наметнува едно убаво однесување и борба за здрав живот. Да. И мислам дека стварно ако јас не сум пример како јавна личност, треба да бидеме пример. Едноставно е тоа. Колку тие вредности се денес на цена, тоа ми е муабет. Па знаеш како сега дојде време каде што се изместија критериумите. Учење за се и пошто сме демократија, малку таа демократија се користи погрешно. Да, ти можеш да имаш мислење за се и сешта, меѓутоа доколку го искажуваш и го повредуваш другото битие, мислам дека не е во ред. Значи, секако секој има избор да мисли што како сака. Да. Се додека не повредува други луѓе. Тоа за мене не е окей. Не знам. Можеби јас некаде имам некоја предрасуда, никој не е совршен во овој свет. Сите учиме, ама сметам дека премногу ни е даден тој простор преслободен е во Дали мислиш дека е можеби повеќе на вредност се сега токму луѓето кои наметнуваат некои малце искривени вредности? Материјални вредности. Што сакаме многу драма, тоа никогаш не ми беше јасно. Многу сакаме драма и ако сум драматична, нормално дека сите ќе сакаат да дознаат што се случува во живот. Тоа секогаш многу ми пречало, затоа што не е вистинско, е лажливо, е фейк и ето тоа е тоа што не ми се допаѓа во инфлуенсерство и гледам никако да не сум во тој правец. Мислам, повеќе сакам да сум сега пример ќе кажам, како пример како да сум не знам некој чител, па сега пример ќе дал. Меѓутоа сакам да некои вистински вредности, позитивни вибрации, добри вредности. Да. Тоа баш го забележувам и можеби вака од страна некогаш кога ги анализирам работите ми запречува, не знам зошто се повеќе се наметнуваат некои искривени вредности и луѓето ставаат акцент на некои, нели, не баш ради тоа што тоа се здрави работи. Лесни пари, лесна популарност, ама се што е лесно не е вистинско, мислам, не е се. Се што е така лесно, брзо лесно ќе се отиде, нема тежина, нема. Свесни сме за тоа, така.
Дали ти е пријатно студијава? Да, супер. Ти се допадна амбиентот, карани опремени опреми и мислам дека врвот секога е во И супер одлична амбиентот. Треба да ја поздравим. Да, чекмейт. Продукцијата која се заложува максимално околу ова се да изгледа вака убаво безпрекорно. Мислам дека ти снимаше нешто за каре, така? Или Јас не? Бојана ја обожавам. И на газнарицата на Кара, на Smart Living и приватно сме пријателки и секако дека има прекрасни производи домот си го премив од Smart Living. Да, браво, супер. Навистина имаат избори овие додатоци, украси кои ги имаат се Тоа ми е следниот чекар. Сега сум бланко, сега ја гледам што ќе борат деталите. Да, тоа вака се загледува. Се надевам дека ќе ти оди и кариерата, и животот во убава насока. Ќе останеш вака природна и цврсто да газиш на нозе, затоа што така делуваш и така функционираш. Мене лично ми е за поздрав тој однос. Ке имаш уште многу успеси и ти посакувам успеси на музички план, затоа што ти си тоа. Ти благодарам. Верувам дека ти беше пријатно во наше друштво овдека во Равенка за успех и верувам дека нашите гледачи слушна убави, интересни, поучни муабети од нашата денешна гостинка, Викторија Лоба, која ми е секогаш мене пријатна, а верувам и на вас и ви го задржува вниманието. Ке си се поздравиме, ке си останеме да си се подружиме и си го добиеме кафенцето, а овде ќе ги поздравиме нашите гледачи. Поздрав, поздрав десите.